Поставувам како професионалец и човек кој што долго време бил во службите. Ги следите политичките случувања. Нели е ли малку чудно за вас дека по 27 години од осамостојувањето сега трансформацијата на безбедносните служби станува еден од главните услови за приемот на Македонија во ЕУ? Точно. Може би во јавноста звучи чудно зашто до големите теми како што е владењето на правото, реформите на судскиот систем е придодадена и во препораката сега што е за до наредната година и реформа на безбедносно-разузнавачката заедница, односно безбедносно-разузнавачките служби. Тоа за мене воопшто не е чудно заради изминатиот период на владењето на претходната власт со која се прославивме низ целиот свет со масовната злоупотреба на следењето на комуникациите на луѓето. Во една прилика изјавивте дека такво масовно преслушување немало заедно за целиот период од постоење на Југославија. Дека ни УДБА, ни ОЗНА не можат да се пофалат со толкав обем на преслушување. Ево, јас долги години, јас од 75-та година сум во службите. Сум ги следел и податоците од поранешните југославенски републики, ако сите ги соберете заедно. И целиот период, не само до крајот на Југославија, него и почетоците на самостојна Македонија, ни 10% не може да имате толку следени комуникации колку што се во периодот на владењето на Груевски, Мијалков, односно фамилија беше тоа злосторничка. Дали